Добро вечер и добре дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Пријавени 1200 кандидати на Битолскиот универзитет. Образованието и праксата напредно општество. Соработка меѓу Новаци и Лудбрег. Се испитува кои хибриди пченка даваат најголеми приноси во исти услови. Факултетот за безбедност, Факултетот за туризам и угостителство и Правниот факултет најинтересни за идните бруцоши. До денеска до 12 часот на Битолскиот универзитет околу 1200 матуранти понеле документи за упис. Заклучно со денешниот ден заврши запишувањето студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола во првиот уписен рок. Како што не информираа од ректорската управа, бројот на пријавени кандидати според обработените податоци до 12 часот изнесувал 1200. Според првичните резултати, најголем интерес кандидатите покажале за Факултетот за безбедност, Факултетот за туризам и угостителство и Правниот факултет. За оваа академска година, уклоп покрај на постојните врши уписи на новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии, за кој што интерес во првиот уписен рок покажале 170 кандидати. На Факултетот за безбедност студиската програма криминалистика е меѓу најатрактивните, зашто сведочи интересот на пријавените кој што изнесува 85,56%. Во прва година до дипломски студии во академската 2014-2015 година на Универзитетот Свети Климент Охридски може да се запишат 3665 студенти. Од нив 2155 се во државната квота, 970 во квотата со кофинансирање и за вонредно студирање 540 слободни места. Износот за партиципација е 200 евра во државна квота, 100 евра за дисперзираните студии и по 400 евра за кофинансирање и за вонредни студии. Вториот уписен рок ќе се одржи на 1 и 2 септември, а третиот на 15 септември 2014 година. И во престојните два уписни рока од ректорската управа очекуваат реализацијата на уписната кампања да тече без проблеми. Важноста од поврзувањето на образованието со праксата, односно стопанството, е клучна нишка во раздвижувањето на системот и економијата, сметаат познавачите на приликите. Оливера Михајловска. Стратегијата за поврзување на образованието со стопанството е она што е неопходно за Македонија да изгради еден здрав, функционален систем, нешто што во овој момент е најважно за да закрепне економијата. Но треба да имате стопанство, треба да имате заинтересирано стопанство, да имате систем кој што ќе го мотивира стопанството да прибира кадри кои што ќе бидат во негов интерес и од кои што понатаму ќе можат да бидат таму вработувани и кои што ќе можат да бидат дел од тие системи. Во светот принципот е компаниите настојуваат да дојдат до најдобрите кадри, а тоа го прават преку вклучување во овој процес, вели Атанасовски. Денес, вели тој, сите теории на економијата се базираат врз принципот плати за ефикасност, а таа е поврзана со платата, со знаењето и со способноста, и затоа компаниите најдобрите кадри сакаат да ги приберат за себе. Во тој момент се јавува силна конкуренција меѓу компаниите. Се јавува една силна конкуренција која што е резултат на свеста дека денес човечкиот фактор е клучен фактор на развојот. Ако тој не е вклучен во тие процеси, тогаш резултатот од тие процеси не може да биде да значи ни ефикасност, ни ефективност. Знаејќи го тоа, и самата парадигма во економската наука е менета и од аспект не само на неокезијанскиот пристап, туку и од аспект на неолибералниот пристап, кој што тргнува од поединецот и потребата постојано тој да се едуцира, да се докажува и да најдобрите кадри одат во најдобрите компании за да тие растат и да бидат уште подобри од колку што се. Потребата од барањето и создавањето такви кадри, вели Атанасовски, е поврзано со самите компании и нивната свесност за потребата. Тука има кај нас еден проблем во наследството на претходниот систем. Еден систем кој што базираше на една друга методологија, друг начин на размислување, кај што не базираше на пазарна економија. И голем дел од проблемите во компаниите, спрема мене кои што се сега, се присутни заради нивната затвореност, неотвореност кон новото, не барање на кадрите, не барање на најдобрите, а од друга страна па, не амбициозноста и незаинтересираноста, во некои случаи дури летаргијата на младите, да самите се изборат за својата шанса. Тоа е нешто што во современоста
го нема. Принципот на напредокот, додава проректорот Атанасовски, е динамиката. Тој ја создава и го движи системот напред. Ние одиме во таа насока, вели тој, но свеста и начинот на кој функционира системот мора да се реорганизира. За тоа биде систем кој што ќе значи едно самостојно движење во таа насока. И свесност дека тоа е единствениот начин за да компаниите бидат успешни. Да даваат високи плати, да бараат најдобри кадри, да ги наградуваат најдобрите, и така впрочем се случила менаџерската револуција. Менаџерската револуција ја појаснува со тоа што во 20 век компаниите не вработувале менаџери, туку блиски и пријатели, што не било функционално. И во момент кога не успеале да фатат чекор со конкуренцијата заради пребрзиот техничко-технолошки развој, се случила таа менаџерска револуција. Луѓето со такви можности потребно е да управуваат со процесите, потенцира Атанасовски. Нов случај на листерија. Кај 16-годишно девојче од Неготино потврдено е присуство на бактеријата, потврдија од Комисијата за заразни болести. А странци ќе ни кажат дали има или нема листерија во свинскиот врат на Екстра Мејн. Мострата од свинскиот врат на Екстра Мејн, која ја анализираше Велешкиот центар за јавно здравје и во која пронајде листерија, ќе биде испратена на супер анализа во странска референтна лабораторија. Ова е епилогот на различните резултати од различните институции во земјава. Изворот на бактеријата од која се заразија 9 мина и 4 починаа се уште не е најден. Агенцијата за храна и ветеринарство најави дека следната недела ќе ја укине суспензијата за производството на Екстра Мејн од Куманово, откако сите анализи потврдија дека во фабриката не е најдена бактеријата листерија, за која здравствените власти велеа дека е причинител на заболувањето, од кое починаа 4 граѓани, меѓу нив и едно бебе. Токму агенцијата завчера извести дека по целосните контроли кои ги направиле по налог добиен од Министерството за здравство во погоните на Екстра Мејн и во нивни производи не е откриена листерија. Владата ја усвои физибилити студијата за склучување јавно-приватно партнерство за изградба на дистрибутивната мрежа за природен газ во Источна и Западна Македонија. Како што информира денеска на пресконференција вице-премиерот Владимир Пешевски, јавните повици ќе бидат објавени до крајот на идниот месец. Државата ќе распише тендер за гасификација во Источна и Западна Македонија. По гласот за Скопје, сега владата преку јавен повик ќе бара компанија која ќе ја гради мрежата и во останатите општини во земјава. Проценките се дека до 2020 година домаќинствата, освен струјата, ќе го имаат и природниот газ како алтернатива за затоплување, односно ладење. Ако биде повикот успешен 2015-та, да кажеме, до 2020-та би требало да имаме целокупен систем, дистрибутивен систем со услови пропишани во тендерска документација. Вкупната инвестиција за целосна изградба на дистрибутивната мрежа во Република Македонија, со која би се изграделе над 650 километри на дистрибутивен систем, би требало да изнесе околу 150 милиони евра, од кои околу 100 милиона се потребни за изградба на дистрибутивната мрежа во Скопскиот регион и околу 50 милиони евра би чинела изградбата на дистрибутивната мрежа во западниот и во источниот регион. Достапноста до најевтиниот енергенс за граѓаните ќе значи пониски сметки, а компаниите ќе имаат помали трошоци и зголемена конкурентност. Индивидуален стамбен објект од 240 квадрати би заштедело доколку премине од екстра лесно гориво да помине во газ, заштедата би било за 45%. Доколку за објекти што се јавни институции, заштедата од премин во екстра лесно корисник во газ би било негде околу 24%. Домашната мрежа што ќе се гради ќе биде подготвена за сите сценарија, без оглед од каде ќе стигнува газ во земјава, уверува вице-премиерот Пешевски. Независно дали ќе доаѓа преку ТАП, дали ќе доаѓа преку Газпром, има и некои други варијанти кои што се во игра, но повторно тие не се варијанти кои Македонија ги развива и ќе зависат малку од некои меѓународни случувања. Наша задача е флексибилен да го направиме системот. И се што е потребно да правиме во таа насока. Ако нема систем гасоводен до конкретната општина, тогаш ќе се користат декомпримирачки станици, значи ќе се носи компримиран газ во модули, кај што ќе се декомпримира и потоа истиот газ ќе се дистрибуира по дистрибутивниот систем.
Во земјава, газ треба да стигне од две страни – Русија и Азербејџан. Македонија преку крак треба да се поврзе со Јужен поток, проект чија реализација е неизвестна поради несогласувањата меѓу Русија и Европа. Во меѓувреме, како алтернатива и трансјадранскиот гасоводен систем, кој треба допрва да се гради. Еве што ќе гледате во продолжение. Од дедо на внук во денешно време. И за други вести покусата пауза. Останете со нас. Изложба по повод 55 години од творештвото на уметникот Панде Петровски. Концерт во рамките на Битфест на Антовски, Нешковски и Наунов. Делата на уметникот Милан Андов изложени во кафе-бар Радост. Викендов промоција на книгата Полнок на прошетка. Маријан Георгиевски со своје стендап шоу во рамките на културното лето во Новаци. Прва средба на градоначалниците на Новаци и Лудбрек. Хрватска и Македонија соработуваат на многу полиња. Таква ќе биде соработката помеѓу нашите две општини. Покрај културната соработка, ние понатаму ќе соработуваме и на полето на лаговите, истакна градоначалникот на Лудбрек, Маја Богоевска. Делегација на хрватската општина Лудберг во прва посета на општина Новац и градоначалниците на двете општини најдоа заеднички јазик за сите работи кои ги поврзуваат и по линијата на кои може да соработуваат. За соработката на културно ниво, на спортско ниво, на идеи кои благодарение сега и Хрватска е во Европската унија, каде што можеме да аплицираме заеднички према ИПА програмите, према европските програми. Тука се присутни и Плетенка, фолклорно друштво од Битола, кои се поканети фолклорно друштво е дојдено од Лудберг, каде што утре вечер во сабота во 20 часот имаме и концерт во Новаци и со нашето културно-уметничко друштво. Тоа е голема придобивка за нас свака да се дружиме заедно со нашите сограѓани, браќа од бившата Југославија. Една од полињата за соработка се и локалните акциони групи кои функционираат во двете општини. Покрај културната соработка, ние понатаму ќе соработуваме и на полето на лаговите, затоа што градоначалникот ме информираше дека во општина Новаци е седиштето на еден лаг. Нарочито користејќи ги ИПА програмите соработката, бидејќи на некој начин тие се поискусни во овој дел, ќе црпиме од ними идеи и ќе бараме помош за реализирање на тие програми. Локалната акциона група во Лудберг се состои од 12 општини. Лаговите се можност преку мали проекти најмногу да се направи за подобрување на животот на граѓаните, од комунални работи, патишта, културни домови, библиотеки и читални до помагање на малите производители. Нашиот лаг делува повеќе од 2 години. Реализиравме многу проекти и сега кога влеговме во Европската унија, дополнително се отвораат вистинските можности за искористување на средствата. Општина Новаци е веќе збратимена со хрватската приморска општина Дуги Рат, чиј градоначалник во 2 наврати беше во посета на Новаци. На големиот верски собир во село Гнеотино се слави Свети Стефан. Како и секоја година, така и оваа црковниот одбор на манастирот Свети Стефан во Гнеотино се потруди на овај ден посветен на истоимениот светец да приреди голема народна веселба со македонски песни на која присуствуваа многобројни верници, мештани и иселеници. Народната веселба беше збогатена со присуството на градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски, кој многу придонесе за развој на овие краишта и за изградба на манастирот. Се испитува кои хибриди пченка даваат најголеми приноси во исти услови. За зрно од сите 9 хибриди очекуваме поединечно над 12 тони по хектар. На единица површина земјоделците ќе имаат зголемено производство на зрно и стилажа. На овај начин и производството на млеко ќе биде поевтино, велат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија. Маја Богоевска. Преку демонстративни опити на 10 нови хибриди пченка, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија испитува кои хибриди даваат најголеми приноси во услови на исти агротехнички мерки и исто поднебје. Преку ова земјоделците ќе имаат можност за зголемени приноси. За силажа тоа е
хибридот AS170 очекуваме принос од над 100 тони, додека за зрно од сите 9 хибриди поединечно очекуваме принос од над 12 тони по хектар. Агротехнички мерки кои што беа спроведени се основно есенскоорање и обработка на површината, потоа пролетна обработка на површината, сеење, прихрана и 3 пати наводнување. Наједноставно што може да добијат полза земјоделците од овој демонстративен опит е тоа што на единица површина ќе имат зголемено производство на зрно или на силажа. Со овој начин производството на млеко мислам дека и сигурен сум дека ќе биде поевтино. Земјоделците веќе покажале голем интерес. На тој начин ќе имаме ефтина храна и поевтино производство на млеко. Мислам дека приносите очекуваме за ова година да бидат над 100 тони. Земјоделците велат дека со овие мерки очекуваат поголем принос за околу 30%. Со ваква примена на хибриди и ваков начин на агротехника очекуваме поголем принос и тоа за 30%, што значи дека ќе добиеме поголем обем на добиточна храна за млекопроизводството. Вакви демонстративни опити се спроведени во сите регионални центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија. Иако занаетите ја изоставија праксата да се пренесуваат од татко на син, денешницата ги доведе до истребување, но и денеска се наоѓа по некое хоби кое се пренесува од колено на колено, а може истото да биде профитабилно. Оливера Михајловска. Во минатото честа пракса беше таткото наланар или којунџија, самарџија или ортомар да има чираци, ама наследник на занаетот е синот. И како времето тече се менува. Ги нема занаетите од кои битолчани живееле или се богателе, се стекнувале со добро име чорбаџиско и слично. Денеска низ чаршијата едва ќе сретнете некој да прави опинци и влечки за подома и по некој шешир или паларија. Но не е се така црно. И дома се прават работи ако имаш желба и не само тоа, туку и нечии мали детски очи внимаваат на вас, ве следат во секое движење на раката и ви го крадат занаетот. Таква е и нашата денешна приказна од дедо на внук. Се предава хоби кој може да прерасне во бизнис. Молеро фарбар по занает. И се занимава со разни работи, беве и хаусмастер во устителство по кафаните. Има искуство сите занаети. Кој има слободно време се занимава со ваква работа, со скари. И внуко ме гледаше, му предаде занаето, са тој и прави овие работи. Христијан има 12 години и е одличен ученик во основното Тодор Ангелески. Не дека се разликува од своите врсници. И тој игра на компјутер, фудбал со другарите, но дури и не спие, додека своето дело не го доведе до совршенство. Тој кај што живе има преку 50 направено шишина и секој ден ги гледав и нешто се будеше кај мене за да пробам да и јас да направам и го прашав да ми направи дрвца вакви. Тој ми направи и си пробав прво во малечко шише, после пробав и во големо и успев. Овие сами се прават од обично железа, вака ќе го свиткам малку, после од дрвце и самиот алат после сето по себе сиди. Ова како на пример служи за стегање на дрвата, да бидат цврсти, ова за носење внатре во шишето. Па имам појки да и размислував за крст во скала, брод во скала, бојаџиска скала. За еден месец Христијан направил вакви 10 шишиња и дека ова може да биде и добар бизнис, покажува и продажбата на 2 шишиња на школскиот панаѓур каде за прв пат се представил. Вчерашниот ден ќе остане запаметен како уште еден одличен ден во градот на културата Крушево. Повеќе од 1 час на градскиот плоштад Никола Мартиновски се пееше и слушаше македонската песна. Свој концерт одржа еден од најголемите наши фолк изведувачи Миле Кузмановски. Не каниме, што побарав од тебе Господе, се само мал дел од хитовите кои заедно со Миле ги пееше многобројната публика. Круна на се беа најпознатите македонски евергрини кои на самиот крај Кузмановски заедно со неговиот бенд одлично ги изведоа.
Денес повторно во градот на културата ќе царува македонската песна. Во 20 часот и 30 минути во Домот на културата Наум Наумовски Борчево Крушево ќе започне концертот со македонски поп евергрини. Пред своите сограѓани ќе настапи докажаниот мајстор на гитара Христо Мулар, кој придружуван од Трајче Органџиев и Арсо Јаневски ќе исполнат 16 песни кои се вбројуваат во најголемите наши евергрин хитови. На 17 август во недела во 21 часот на градскиот плоштад ќе има патувачко кино и ќе се прикажат два документарни филмови Македонија во слики и Плати и жени. Владко Стефановски е еден од најголемите македонски музичари на сите времиња. Во рамките на прославата на 40 години на сцена ќе одржи концерт во амфитеатарот Хераклеја. Концертот е во рамките на Битфест 2014. Добар ден, дами и господа, драги пријатели, почитувана публико. Еве ме на убавиот плав Јадран, ама дозволете да ме поканам на концерт по Битола во локалитетот Хераклеја на 16 август, каде што ќе имам промоција на мојот нов албум Сеир и каде што ќе отсвириме и нешто значи од стар добар материјал. Ќе имам со мене одличен бенд, верувајте, се радувам на средбата со битолската публика и еве ме за некој ден да се гледаме во Битола. Голем поздрав, Владко Стефановски. Еве што донесува светот. Русија, Украина и Европската комисија на дипломатска маса. И за други вести од светот по паузата останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Нов случај на листерија во Македонија станува збор за 16 годишно девојче од Неготино кај кога е пронајден вирусот на листерија. Економските прашања и проблеми во регионот ќе бидат клучни прашања на кои ќе се осврнат учесниците на конференцијата за Западен Балкан во Берлин, што организира канцеларката Ангела Меркел. Вработените на шалтер се љубезни, ама хигиената во подрачните единици е лоша, вака тајниот клиент на владата ја оцени состојбата во фондот за здравство. 18 август не обврзува никогаш да не ги заборавиме хероите кои ја пролеа својата крв на македонското бојно поле, изјави началникот на генерал штабот на Арама, генерал подполковник Горан Чокотески на свечената церемонија по повод денот на Арама. Раководителот на меѓународна група за медицинска помош вели дека епидемијата на ебола во Западна Африка се движи побрзо од колку што на неа може да се одговори. Русија соопшти дека конвојот се состои од 250 камиони со вода, храна и друга помош за луѓето во источна Украина. Во меѓувреме ЕУ изрази загриженост за наводите дека руски војни возила влегле во територијата на Украина. Председателите на Русија, Украина и Европската комисија се согласија да разговараат за прашања поврзани со испорака на газ и трговски договор меѓу Европската унија и Украина, паралелно со напорите за стабилизирање на безбедноста во Украина, соопшти Европската комисија. Се очекува рускиот председател Владимир Путин, неговиот украински колега Петро Порошенко и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо да се состанат и да разговараат лично, изјави извор од Европската комисија, но уште не е јасно кога и каде. Пристапиме кон дискусии за спорните прашања на ниво на председатели. Тоа раѓа надежи за можно намалување на тензиите околу кризата во Украина, која силно ги влоши односите меѓу Русија и Западот, забележуваат агенциите. Баросо разговараше вчера по телефон со рускиот председател Владимир Путин, со кого дискутираа околу кризата во Украина, се вели во комуникето.
Договорено беше свикување на консултации меѓу председателите на Русија, Украина и председателот на Европската комисија на теми поврзани со спроведувањето на спогодбата за асоциацијата на Европската унија со Украина, како и со испораката на газ, паралелно со напорите за стабилизирање на политичката ситуација и ситуацијата со безбедноста. Конкретните организацијски параметри на овие консултации ќе бидат разгледани дополнително по соодветните дипломатски канали, вели Европската комисија. Председателот Путин и председателот на Европската комисија Баросо разговараа по телефон за актуелни прашања околу односите меѓу Русија и Европската унија, вклучително и во контекст на последиците од подпишаниот договор од Киев за асоциација со Европската унија, соопшти прес-службата на Кремљ, цитирана од Итартас. Украина го потврди денеска влезот на руски воен конвој на своја територија преку граничен пункт контролиран од проруските сепаратисти. Руска воена колона навлезе преку граничниот премин изварино, изјави Олексеј Дмитрашковски, портпарол на украинската воена операција во источна Украина. Не располагаме со информација за бројот на автомобили во конвојот, додаде тој. Според новинари на британските весници Guardian и Телеграф, на терен 23 оклопни возила, бензински цистерни и други возила со воени регистарски таблички ја преминале синоќа границата пред 22 часот по локално време. Украински царини и граничари го очекуваат на рускиот граничен премир Доњацк хуманитарниот конвој со помош за населението во источна Украина. Конвојот запрел на 30 на километри од таму, соопшти ОПСЕ. Пол Пикар, началник на мисијата на ОПСЕ во регионот, изјави дека инспекцијата се уште не започнала и ја отфрли информацијата дадена порано денеска од украинскиот воен портпарол Леонид Матјухин, според кого инспекцијата почнала во 9 часот на граничниот премир Доњацк во Русија. Обсадата на планината Синџар во Ирак од страна на исламистките милитанти е разбиена, изјави денеска американскиот претседател Барак Обама. Им помогаме на загрозените луѓе да стигнат до засолништата и да се спасат многу невинни животи, посочи Обама. Тој додаде дека САД ќе продолжат со воздушните напади за да се зачуваат американските објекти во Ирак. Председателот на САД апелираше до ирачаните да се обединат и да ги поразат исламистите. Се проценува дека на Синџар, каде голем број ирачки цивили побараа засолниште од ирачките милитанти, останале уште околу 4500 луѓе, од кои половината се староседелци кои не сакаат да заминат. САД и Велика Британија последните денови од воздух доставија помош на илјадници луѓе на планината Синџар, која се наоѓа на сириска граница, а американските авиони бомбардираа позиции на Исламска држава. Една чудна дисквалификација, прв светски рекорд и многу дожд се информациите на денот од Европското првенство во атлетика во Цирих, а вечерва не очекуваат уште 9 финални дисциплини. Од лице Грунт стадионот се јавува Зоран Мишевски. Двајца французи се во центарот на вниманието на четвртиот надпреварувачки ден на Европското првенство во атлетика во Цирих. Првиот е Махедин Мекиси Банабат, кој што вчера на убедив начин стана европски првак на 3000 метри стиплчас на 150 метри до целта, извади маичката, ја стави во уста и славеше пред да ја мине целта. Таквото однесување од Европската куќа на атлетиката го карактеризираа како навредливо и некоректно и му го одзедоа златото кое што остана во Франција, но наградите на Јоан Кавал, кој што вчера беше окарактеризиран како сребрен. Вториот французин ќе се памети поубаво. Тоа е новиот светски рекордер на 50 км брзо одење 36-годишниот Јохан Дини, кој што му пркосеше и на дождот и на ветрот и утринава низ циришките улици, прв ја мина целта со време 3 часа 32 минути и 33 стотинки, што е најдобро постигање во историјата на оваа дисциплина. Франција доминираше и синоќа. Кампаоре го имаше најдолгиот трискок со 17 метри и 46 сантиметри. Шубенков го одбрани златото од Хелсинки на 110 метри со пречки. Шпотакова е златна во фрлање копје во женска конкуренција, а изненадувањето е младата србинка Јелача, која што на крајот успеа да фрли до сребро. Сидорова во третиот одбит на 4 метри и 65 сантиметри успеа да ја прескокне летвичката во скок со стап и да и го одземе златото кое што веќе го имаше в джеп гркинката Стефаниди. Откажувањето на Бланка Влашич во женскиот скок во височина заради повреда е уште една од вестите на денот, а попладнево на Лесингруд се очекува секако дожд и многу возбудување на 9 финални дисциплини.
Ќе се делат медали на 400 метри во машка и женска конкуренција, на 200 метри и за атлетичари и за атлетичарки, 400 метри со пречки во машка конкуренција, 1500 метри кај девојките и во техничките дисциплини во скокови височина во машка конкуренција, фрлање ѓуле во женска конкуренција и завршницата на седмобојките. Од Цирих, Зоран Мишевски. Утре ќе започне да се спушта посвежа воздушна маса од север, што ќе услови постепено опаѓање на дневната температура. Ова особено ќе биде изразена во недела, кога ќе дува засилен северен ветер, ќе има слаб локален дожд, а температурата ќе се спушти за околу 7 степени во однос на денешната. Од понеделник температурата ќе биде во благ пораст. Агрометеоролошката препорака е топлотниот бран кој е над нас предизвикува шок кај културите со зголемена транспирација и со намалено количество на вода во почвата. Водата која е неопходна особено кај овошните култури и пченката во овој период од развојот потребно е да се надополни со наводнување. Сега и за метеото на тера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со тера.